председателе, почитуван подпредседателе, почитуван заменик министер, колеги пратеници, македонска јавност. Денес зборуваме за предлог на закон за системот за проценка на лица со попреченост по скратена постапка со европско знаменце. И ништо не ме чуди што ги носите законите со европско знаменце, кога можевте со европско знаменце да донесете закон кради колку сакаш, ке те ослободиме, можете и вакви закони да носите со европско знаменце. Со самото тоа што законот се предлага со европско знаменце по скратена постапка, покажува дека овде намерите не се искрени и честни. Нешто околу законот, целта на овој закон е централизирано управување и оптимизирано ангажирање на ресурсите, стручните лица, кои треба да ги вршат проценките и да ја утврдат попреченоста. Основни решенија содржани во предлог на законот се формирање на централно координативно тело за проценка на лицата со попреченост при Министерството за труд и социјална политика, лиценцирање на стручни лица кои ќе вршат проценка и лоцирање најмалку една комисија за проценка во еден од градовите во 8 плански региони и нивна мобилност. Дали, мене не ми е јасно, дали овие комисии ќе бидат дел од координативното стручно тело, дали ќе бидат тие надвор, ќе постаат во тие плански региони, прашавме и на комисија, не ни одговоривте. Втора дилема. Еднократните трошоци поврзани со изработка на софтвер, набавка на хардвер, адаптација на просторни услови и слично, како неопходни услови за воспоставување и функционирање на системот за проценка на попреченост, се предвидени и обезбедени од втората главна компонента на СИА проектот, финансиран од Светска банка. Во овој момент износите на истите се глобално презентирани, почитувана јавност, а по-прецизни проекции ќе бидат направени по финализирање на техничката спецификација, чија што изработка е во тек, почитувани граѓани. Тука се отвараат многу прашања и дилеми. Зошто нема прецизни проекции? Каде ќе се трошат парите? Зошто не направивте прецизни проекции, а потоа да го носите законот? Дали сте поврзани со рокови? Друга дилема. Во член 10 став 2 точка 1 услови за стекнување лиценца за стручно лице кое врши проценка, точка 1 доктор на медицина, специјалист, и точка 2 доктор по општа медицина кој има најмалку 5 години работно искуство во струката и работи во установа кој е дел од мрежата за здравствени услуги. Ако еден пациент, лице со попреченост, диагнозата се постави од детски психијатар, детски невролог, како може општи лекар, мислам со секоја почит кон општите лекари, да потврдува или негира она што го напишал специјалистот, за во наредниот став 4 сами да се негирате и да кажете доктор по општа медицина од став 2 точка 2 на овој член, како лиценцирано стручно лице кое врши проценка, може да врши само стручна проверка на барањето за проценка и документација согласно член 24 од овој закон. Дилеми многу, а одговори малку. Во член 30 став 3 пишува: ново барање за проценка на попреченост може да се поднесе по истекот на рокот од 1 година од денот на издадени конечен наод и мислење.
Заради ваквите носења на закони и овие пропусти кои што и сега со овој закон ги правите, оваа година многу ученици го изгубија правото на образовен асистент, бидејќи родителите тешко можеа да закажан термин за функционална проценка пред да започне учебната година. А нели треба детето пред да започне учебната година, затоа што и самиот почеток на учебната година за него е стрес и за секое дете, да се запознае со образовниот асистент, да поработи малце, да се навикне на него, а потоа да почне да оди на училиште. Меѓутоа, кај нас ништо тоа не важи. Друга дилема. Ревизија на проценка. Значи имаме координативно тело со прва проценка, втора проценка и сега имаме ревизија. Член 31, став 1, 2 и 3. Ревизија на извршената проценка на попреченост врши комисија за ревизија составена од 3 стручни лица, став 3, 4 пати годишно ќе вршат ревизија. Значи, овие се 3 комисии, затоа што пишува дека не може членот на комисијата за ревизија да учествувал во координативното тело. Значи, тука ова нова комисија, од една страна велите ги укинувате комисиите, а од друга страна формирате една комисија, па друга комисија, па членови, па заменици членови. Деветти дел, член 44. Подзаконските акти предвидени со овој закон ке се донесат во рок од 1 година од денот на влегување во сила на овој закон. Тоа значи дека во текот на 1 година вие ќе си носите подзаконски акти и ќе си го менувате законот онака како што вам ви одговара. Член 47. Овој закон ќе отпочне да се применува 18 месеци од денот на неговото влегување во сила, па зошто тогаш толку брзате, освен одредбите од третиот дел, кои ќе отпочнат да се применуваат 12 месеци од денот на неговото влегување во сила. Значи, тоа значи дека вие во текот на годината ќе си едуцирате ваши кадри, ќе им дадете лиценци, ќе си ги обезбедите, па со законов не е важно што ќе биде. Значи, ова е сосема нов закон, кој наместо да оди во редовна постапка, затоа што се однесува на најранливата категорија граѓани и сите заедно со повикување на најзасегнатите страни со јавна дебата да се донесе убаво законско решение со кое на вистина ќе им помогнеме на овие граѓани и ќе им го улесниме животот, вие го злоупотребувате европското знаменце и замислете се повикувате на следните регулативи. Прво, усогласување со директива 2019/882 на Европскиот парламент и на Советот од 17 април за барање на пристапност на производи и услуги и регулатива 1107/2006 на Европскиот парламент, на Советот од 5.7.2006 во врска со правата на лице со попреченост кога патува со авион. Неколку здруженија не контактираа како пратеничка група и го кажаа следното. Тие предупредија дека прво не се повикани на јавна дебата, потоа предупредија дека овој закон само 1% се однесува на лицата со попреченост, а останатите 99% за трошење на парите од Светска банка, односно полнење на буџетот или на нечии џебови. И овој закон, како законот за инклузија на децата во градинки во училиште, ќе остане напишан само на лист хартија, а во праксата тешко ќе биде применлив. Ви благодарам.